Кошаркарите на МЗД Скопје аеродром на 5 октомври ќе ги дознаат своите противници во првата фаза од Еврокупот, каде ќе дебитираат оваа сезона. Ждрепката ќе се одржи во литванската престојна Вилнус, веднаш по завршувањето на квалификацијскиот турнир за Евролигата, каде ќе бидат познати последните 7 екипи што ќе учествуваат оваа сезона. Оваа година за прв пат Еврокупот ќе брои 48 екипи кои ќе бидат распоредени во 8 групи од по 6 тима. Првата фаза од Еврокупот почнува на 15 октомври, а ќе трае до 18 декември. Пласман понатаму обезбедуваат првопласираните 3 екипи од секоја група, на кои ќе им се придружат уште 8 екипи елиминирани од Евролигата. МЗД Скопје сезонова првпат ќе учествува во Еврокупот и ќе биде еден од неколкуте дебитанти во ова надпреварување. На 4 октомври со дуелот против Олимпија во Скопје металците ќе започнат и новата сезона во АБА Јадранската лига. ФИБА соопшти дека во февруари 2014 година ќе ги одреди имињата на репрезентациите кои ќе добијат wild карта. Тоа ќе бидат 4 кошаркарски селекции кои што не успеале да изборат Mundo Basket виза преку квалификациите. По континенталниот шампионат во Словенија почна процесот на одредување на националните тимови кои што заслужуваат ваква покана, а имаше информации дека уште во ноември ќе биде одлучено кои екипи ќе добијат специјален третман. Сепак во ноември ќе има скратување на списокот, а конечната одлука за добитниците на wild картите ќе биде донесена на 1 и 2 февруари 2014 година. Досега на светскиот кошаркарски собир во Шпанија Пласман обезбедија 20 репрезентации, а Македонија за жал не е една од нив. Сепак конкуренцијата за 4 преостанати места е голема, па ќе мора да се бориме со репрезентации од рангот на Италија, Русија, Германија, Грција и Кина. Хавиер Пасторе во јануари ќе го напушти парискиот клуб и најверојатно ќе се пресели во серија А. Италијанските и француските медиуми се едногласни и тврдат дека Пасторе во јануари ќе го напушти паркот на принцовите. Причината е едноставна. Аргентинецот нема голема минутажа во екипата на Пари Сен-Жермен, па сака да игра во клуб каде што ќе добие поголема минутажа и место во почетниот состав. Пасторе во 2011 година пристигна во Париз како големо засилување од Палермо за сума од 43 милиони евра. Меѓутоа, новиот тренер Лоран Блан во досегашниот тек од сезоната многу често им дава шанса на Лавеци и Мауро, па аргентинецот, исто како и минатата сезона, едноставно нема прилика да покаже што знае. За Пасторе интерес покажуваат и некои англиски клубови, меѓу кои Челси, Манчестер Юнайтед и Арсенал. Дженаро Гатузо повеќе не е тренер на Палермо. Легендата на Милан беше именуван за шеф на стручниот штаб на тимот од серија Б со цел да го врати во најсилната италијанска лига, но тоа не му поиде од рака. Под негово водство Палермо собра само 7 поени од 6 надпревари, а порозот од Бари беше пресуден. Бевме премногу амбициозни со неговото назначување, иако претходно немаше тренерско искуство. Резултатите покажаа дека погрешивме и затоа решивме да ја исправиме грешката, изјави претседателот Маурицио Зампарини. Нов тренер на клубот од Сицилија е Джузепе Јакини, кој претходно работеше во Сиена, Самдорија, Бреша, Киево и во неколку италијански клубови. Јакини доби задача да не врати во серија А. Тој е тренер кој има искуство и знае како да ја оствари целта, изјави Зампарини. Носителот на 6 златни олимписки медали, јамајканецот Усеин Болт потпиша нов договор со фирмата за спортска облека Пума. Договорот со јамајканецот ќе истече по Олимписките игри во Рио де Жанеиро во 2016 година. Предходно Болт соопшти дека ќе остане во надпреварувачки ритм до Олимпијадата во Бразил, но неколку денови подоцна објави дека најверојатно натартенот ќе остане до 2017 година. Болт е верен на Пума во последното десетолетие и новиот договор ќе помогне на германската компанија да ги престигне големите соперници Adidas и Nike. Спринтерот со своите резултати донесе сериозни приходи на Пума во последните неколку години.